Зборуваме на тема повторно за рудниците, откако владата кажа дека практично донела одлука за нови геолошки истражувања ширум земјава, особено во источниот дел на земјата. Практично владата тврди дека станува збор само за геолошки истражувања. Зошто сметате дека ова не е безопасна постапка, туку вовед во отворање на нови рудници? Геолошките истражувања не е крајот на приказната. Тоа е првиот чекор кон отварање на рудник. Тоа се инвазивни постапки со кои се загадува околината, земјата, подземните води. Никој не троши милиони евра за истражување ако нема намера утре да бара дозвола за експлоатација. Затоа граѓаните имаат право да бидат загрижени уште денес. Историјата не научи дека многу спорни рударски проекти започнале токму со вакви само истражувања. Не е само истражување, многу повеќе. Така. Кои се најголемите ризици што според вас ги носи ова одлука за граѓаните, но и за животната средина во источниот дел на земјата? Најголема опасност е што можеме неповратно да ги загрозиме највредните ресурси што ги имаме. Чиста вода, плодна почва, здравјето на луѓето. Македонија е мала земја, со прекрасни предели и огромен потенцијал за екотуризам, за одржливо земјоделство. Наместо да вложуваме во овие гранки кои можат долгорочно да обезбедат иднина на граѓаните, се трукаат проекти кои носат ризик за трајно нарушување на природата и здравјето на луѓето. Прашањето е дали краткорочниот профит на поединци е поважен од чистата вода, плодната земја и иднината на нашите деца. Дали располагате со конкретни податоци или анализи што покажуваат какви последици може да имаат овие истражувања првични и врз земјоделството, врз водите, врз здравјето на луѓето и слично? Постојат бројни домашни и меѓународни анализи кои кажуваат дека рударските активности, особено рудници со отворен коп, носат гарантирана загаденост и огромни негативни последици за човековото здравје. Не треба да се оди многу далеко. Еве, до Струмица прво место е Радовиш, го имаат рудникот Бучин. Само отидете до таму и ќе видите дека освен мали полиња со тутун и лозија, нема ништо друго. Целата околина околу Бучин е загадена. Селата околу нив иселени. Водата која тече е зелена со години од киселините кои се создаваат од ископот. И ќе бидат уште стотици години така. Тоа е причина овие проекти да се разгледуваат со најголема предпазливост. Така. Владата најавува економски придобивки, нови инвестиции, сега кога треба да бираме помеѓу економскиот развој и заштитата на животната средина. Македонија не треба да избере меѓу економски развој и здрава животна средина. Тоа е погрешно поставено прашање. Граѓаните сакаат инвестиции, но инвестициите кои го носат кои може да го подобрат нивниот живот. Инвестиции за современи технологии, обновлива енергија, зелени индустрии, туризам, земјоделство, рециклирање. Имаме огромен недостаток во многу области, кои може да создадат работни места и подобар животен стандард, без да уништуваат природата, туку напротив да ја заштитат природата. Истинскиот развој е кога граѓаните живеат достоинствено, со економска сигурност, со чист воздух, чиста вода, чиста животна средина. Затоа изборот за Македонија не треба да биде економија или здрава животна средина. Економскиот развој во Македонија и здрава чиста средина, тоа треба да е на прво место. Така. Практично со оваа одлука се опфатени 27 чинам општини во источна Македонија. Така? Да, за жал е така. Во пракса тоа значи дека голем дел од територијата на Македонија ќе се стави под притисок на потенцијални рударски активности. Мора сите да разбереме дека секоја планина има одредени природни ресурси, но тоа не значи дека секоја планина треба да стане рудник. Треба да се прашаме зошто во планински земји како Словенија и Швајцарија имаат огромни природни ресурси,
и планински предели. Зошто таму не се отвараат рудници? Никаков рудник со отворен коп не е дозволен кај нив. Да. Причината што тие земји знаат дека природата, водата и квалитетот на животот се главното богатство. И тоа мора да се заштити. Според досегашното искуство кое што го имате во однос на борбата што ја водите како Здрава котлина и со другите невладени организации, дали сметате дека вашите реакции, протести допираат до надлежните, ги слушаат ли вашите аргументи за да преземат нешто? За жал надлежните не ги слушаат. За жал е така. Дали ова одлука може да го отвори патот за реактивирање на веќе спорните проекти Ловица, Штука и други рудници во регионот? Да, оваа одлука испраќа сигнал дека државата повторно отвора вратата за рударска експанзија. Последниот период гледаме силна кампања во која се истакнуваат економски придобивки од рударство, дека никој не зборува за ризиците и последиците. Тоа отвора сомнеш дека некој ја плаќа оваа пропаганда. Рударската индустрија има право да ги представува своите аргументи, но граѓани имаат право да ги знаат и слушнат и другите страни, негативните страни. Граѓаните треба да знаат што значи овие проекти за вода, земјоделство, природа за едните генерации. Оно што го бараме е целосна транспарентност. Да се објават сите анализи, сите ризици и сите придобивки. А граѓаните може да носат одлуки кога се благовремено информирани. Не може и иднината на цели региони да се одлучува само преку некои одлуки на политичари или реклами и ветување за профит. За нас политичко прашање е само каков е економскиот бенефит. Тоа е главната цена ќе ја платат граѓаните, а природата ќе остане уништена за навек. Да. Кои се вашите следни чекори после ова одлука? Дали се планираве протести, правни постапки или пак можеби во меѓувреме барате некоја меѓународна поддршка? Здрава котлина има една цел и постои за една единствена цел. Да ги штити интересите на граѓаните, природата и животната средина. Во наредниот период ние ќе продолжиме со сите демократски и законски механизми кои ни стојат на располагање. Информирање на јавноста, граѓански активности, протести, правни постапки доколку е потребно. Оваа борба не ја водиме за личен интерес или за наш профит. Ние 10 години стоиме за диста цел. Да се обезбедни за едните генерации да живеат во здрава и чиста средина. За нас не се важни парите. Важна е водата што ја пиеме, земјата на која живееме, воздухот кој се диша, здравјето на нашите деца. Веруваме дека граѓаните имаат право да бидат информирани, да се спротивствуваат на одлуки кои можат трајно да влијаат на нивниот живот и на живот на целите региони. Да. Но сепак, дали се согласувате дека се уште е рано граѓаните од Источна Македонија да бидат загрижени, затоа што сепак има простор според вашите ставови да се преземе акции за да се спречи сето ова, кое што вас ве загрижува како невладени организации? Граѓаните мора да бидат загрижени. Особено граѓаните од источниот регион, посебно Струмичката околина. Рудник во центар на Струмичка котлина ќе биде еколошка катастрофа. За среќа, голем дел од граѓаните се веќе разбудени и разбираат опасноста од отварањето на рудниците. Ние имаме огромен број на поддржувачи кои се вклучени во нашата борба против загадувањето. На крајот денот сите ќе разберат зашто сме се борели. Но само тоа да не биде многу касно. Се разбира дека оваа постапка може да се стопира. Прво и основно, нигде во свет не се отвараат рудници на 500.000 метра до населено место. Такво нешто не постои. А не во плодна котлина како што е Струмичка